Ова е Флеш Интернешнл. Ви гледате на актуелните информации од светот. Соединетите американски држави информираа дека ќе зголемат безбедноста на аеродромите во странство, од кои има постојани летови кон земјата. Властите во САД стравуваат дека приврзаниците на Ал-Каеда во Сирија и Јемен развиваат бомби за напад. Новите безбедносни мерки ќе бидат побарани на аеродромите во Европа, Африка и Блискиот Исток. Најмалку 15 палестинци биле повредени при нападите на појасот Газа, како одговор на прекограничните ракетни напади од страна на милитантите. Еден од повредените се наоѓа во тешка здравствена состојба. Денешните напади доаѓаат откако десетици ракети беа истрелани од појасот Газа во јужниот дел на Израел. Властите на американската сојузна држава Калифорнија евакуираа над 1000 лица поради големите шумски пожари во долината Напа. Во борбата за справување со огнот учествуваат над 1000 пожарникари, а активирана е авиацијата. Огнот уништил 5 домови и се заканува на околу 400 објекти. Ситуацијата е опасна поради долготрајната суша во државата и силниот ветер, што помага за побрзо ширење на пожарот. Говедското месо кое се извезува од Романија е заразено со кравје лудило, соопшти Романската агенција за безбедност и јавно здравје, по анализите направени во британска лабораторија. Заради наодот, Русија го забрани увозот на жива стока, но и на говедско месо и неговите преработки од Романија. Романскиот премиер Виктор Понта изјави дека Романија нема проблем со кравјето лудило и дека руските власти грешат. Ватикан официјално го призна Меѓународното здружение на екзорцисти, која представува група од 250 свештеници од 30 земји кои се занимаваат со истерување на ѓаволи. Ватикан го одобрил статутот на организацијата и ја признал оваа група согласно црковното право. Свештеникот Франческо Бамонте ја поздрави одлуката на Ватикан и рече дека екзорцизмот е облик на добрина кон луѓето кои страдаат. Ги гледавте на актуелните информации од светот. Следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.